Почитувани, добар ден од мене. Па и од мене. Така, јас и Тео сме подготвени за ова денешно издание во Црвена линија. Ве чекаме со душа, бидејќи очекуваме да го слушнеме вашиот став. Но пред да преминеме на главната тема, сегогаш стартуваме со она што е задолжително во Црвена линија, тоа е потсетување до сите вас што да не пропуштите вечерва. Поднесени се 5 амандмани во делот на енергетиката за полесно пребродување на кризата. Но власта смета дека пари за надминување на состојбите веќе се предвидени. Вечерва во топ тема ќе дебатираат пратениците Марија Георгиевска од СДСМ и Љупчо Пренџов од ГРОМ. Не пропуштете топ тема вечерва со Наташа Стојановска во 19 часот и 15 минути. А како што знаете, ние секоја емисија има главна тема, така и денешната главна тема ни е како да се подобрат односите со Бугарија. Сега го имаме актуелна подтема врзана со главната тема, а тоа е да ни откриете дали имате можеби роднини, пријатели во Бугарија, па еве да ни откриете што всушност велат тие за новонастанатата состојба во односите со Македонија и Бугарија. Токму така, и пред да ни откриете, прво да видиме нашата колешка Тамара, прилог што има спремено за денешната тема. Нова влада и нов пристап во односите со Македонија стигнаа како најава од Бугарија по вчерашните трети предвремени парламентарни избори. Мандатарот на новата бугарска влада Кирил Петков од партијата Продолжуваме со промени, која освои 25,3% од гласовите на вчерашните избори, на став дека односите меѓу двете земји треба да се зајакнат и тоа веднаш. Според Петков не е нормално двете земји да не се железнички поврзани, трговската размена меѓу нив да е на ниско ниво, а за да се стигне од Софија до Скопје да треба да се оди преку Виена. Ваквиот став на Петков позитивно е протолкуван и во Скопје. За министерката за одбрана Радмила Шекеринска, тоа е охрабрувачка најава од Бугарија, со оглед на тоа, како што вели таа, со блокирањето на Македонија и на Албанија, Бугарија се блокирала и себе си. Надеж за брз прогрес во односите меѓу двете земји, за надминување на спорот и старт на преговорите со Европската унија, по вчерашните избори во Бугарија гледа и еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи. Сепак на надежите дека новата бугарска влада може да донесе промени во односите со Македонија и кревање на блокадата, сенка фрла се поизвестниот реизбор на Румен Радев за претседател на Бугарија, кој изминатите неколку месеци беше главниот креатор на бугарската политика кон земјава со поставување на нов услов за кревање на ветото. А еве веќе во продолжение на Црвена линија ќе имаме и телефонско јавување, односно ќе оствариме разговор со госпоѓа Цвета Темов, која што е целиот свој живот во Скопје, иако е родом од Софија и Бугарија. Има дури и свој бизнис во Македонија, има и во Софија. Она што е најважно, токму поради роднините и пријателите, целиот свој живот е постојано на релација Софија-Скопје. Па за Цвета еве телефонски првото прашање би било следно. Со оглед на тоа што победија Продолжуваме со промените и со последната изјава на Кирил Петков, еве вие всушност кога ќе направите некоја паралела помеѓу тоа како беше во минатото кога моравте Софија-Скопје да движите, а како е сега, дали сметате дека ова се навистина охрабрувачки сигнали? Апсолутно се слагам со тој поглед на работиве, затоа што историјата е нешто што може да се дискутира многу долго. Ние го живееме во моментот животот и треба да имаме што подобри релации со сите околу нас, па така и со Бугарија. Мислам дека тоа е најправилниот начин да се постапи, дека на културно ниво, на комуникации, на вистина е тоа многу лоша ситуација да немаме возна линија со Бугарија, да немаме авион, да практично немаме никакви можности, освен со кола да идеме и да патуваме по 4-5 часа за да идеме до Софија. Тоа е пред се за било каков развиток и благосостојба, ние мораме да имаме прекрасни релации не само према Бугарија, према сите земји околу нас.
затоа што размената на добра и култура само може да не збогати, да ни го направи животот убав. Ајде според вас лично да ни откриете како може да се подобрат односите со Бугарија? Малку се тоа препокрива со претходното прашање, во смисол тоа што го веќе реков, историјата е нешто што ќе го решаваме со време. Практично сите земји во Европа имат меѓусебни такви спорови. Животот мораме сега да го живееме, да се радуваме, да комуницираме, да се работи, да тргуваме, да се движиме. Тоа е најубавото што може да си посакаме. Ете, драги наши, тоа беше Цвета Тимов, која што е родом од Софија, Бугарија, но целиот свој живот, токму поради љубовта, останала во Скопје и се разбира со свој бизнеси и тука и во Бугарија. Сега оно што е најважно. Ќе ве потсетиме дека на 02-307-6677 со Тео со нетрпение ве очекуваме. Не интересира вашиот личен став. Како можеме конечно да ги подобриме односите со Бугарија и секако дали имате можеби роднини, пријатели и еве да ни откриете кое е нивното мислење за целата нова настаната ситуација. Така, покрај тоа што ние ве очекуваме савете, исто така ние ве очекуваме да ни пишете порака на социјалните мрежи за ваше мислење околу темата. А како не добиете на социјалните мрежи? На Facebook Црвена линија во меседж ќе ни пратите ваше мислење за темата, за подтемата, за што сакате секако. Исто така вие можете на другите наши социјални мрежи на Црвена линија на Инстаграм и на Твитер да ни пратите таму меседж, порака, можете и да ни пратите ваш никнем на Skype, Zoom, да ве добиеме преку видео повик за побува да видиме. А секако и на традиционален начин на телефонскиот број 02-307-6677 да задзвоните, да ве слушнеме. 120 секунди имате за ваше мислење и си знаете кога ние збориме со гледач, не чекајте да завршиме, слободно задзвонете, ќе си дојдете вие на ред, имаме повеќе телефонски линии, не мора чекате да завршиме со гледачот. И веќе ни е драго дека го имаме првиот гледач, покрај тоа што ќе имате 120 секунди се разбира за ваше излагање, еве до гледачите подсетување да се сконцентрираме на темата во еден пристојно обраќање без навреди. Секако еве што мислите вие како да ги подобриме односите? Првиот гледач во Црвена линија и му велиме добар ден. Здраво. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до Телмо телевизија од Камента Македонска. Ајде. Сакам да кажам, јас имам во Бугарија многу роднини. Не во Пиринска Македонија, во Џумајата. Имам дедо, имам војковци, имам брачеди кои живеат таму и още македонци кажуваат. Затоа јас, сега не знам дедо ми даде е жив, беше 90 години, не сум слушнал од одом на нечо вишел, да не е жив, а ни војковци се сигурно живи и брачедите. Така јас да ги поздравам многу од македонска каменица. Поздрав на наши македонци. Поздрав многу од македонска каменица. Поздрав многу. Ете, се сконцентриравте вие на втората тема, така да има подсетување, очекуваме во Црвена линија во денешно издание, оние кои што ќе се јават да го кажат својот став како да се подобрат односите со Бугарија и секако да ни откриете ако имате роднини пријатели, како се чувствуваат тие и што велат тие генерално. Добро вечер. Здраво. Повелете. За Бугарија зборите, така? Како да се подобрат односите според вас? Па не знам. За да се подобрат односите според мене, Бугарија треба да си ги избие некои бубачки од главите. Значи што ги има од таму некој си време кој им бетувале некој Сан-Степански договор таму каков бил. Иначе онака не сме имале некои односи Бог неколку лоши со нив. Едино оноа што се малку повеле по времето на Хитлер, устори, што направија глупоста, што ја направија. А еве во иднина што препорачувате вие? Како да ги подобриме односите? Што можеме плюс? Ја речеме во 80-тите години многу убаво ги подобривме односите со нив и почеток на 90-тите години, мислам,
Сидевме во Бугарија, убаво си поминувавме, се бањавме таму за ефтини пари, невестички, млади, убави, си сретнувавме, си запознававме, така да убаво си поминувавме. Тука у Македонија, ако човек не успееше да дојде до девојче, у Бугарија гарант ќе најдеше, значи успешни бевме таму. Не знам зашто, поуспешни бевме таму него тука. И односите беа супер, ама се умеша некои поголеми бандити од Америка, од Вашингтон, од Брисел, од Лондон и пробуваат да не ги замрсат конците. Али не мислам дека и они се водат под влијание на парите. Парите се главен кривец за све. Слушам некои милиарди, таму десетици милиарди пари требале да земат од некој фонд, десетици милиарди од друг фонд, па ги донесе овие двојцата Ципраси, ја ги викам Ципраси овие двојцата, бидејќи од Харвард, од кај ги донеле, тие се истите типови како Ципрас што се појави да направи договор со Нашиов у Преспа, така сега овие двојца ќе направат договор и така ќе се затоплат односите. Иначе за времето, на времето, пример, не се жала миш ни намалку. Бидете поздравени пријатно. Голем поздрав до вас. Секако, ако имате и пријатели и роднини, ќе потенцираме со Тео. Очекуваме да ни откриете што велат тие во моментот, каков е нивниот став. Сега на 0230766777, додека сме во очекување на нов гледач, ново вклучување. Добро, Тео ќе се сконцентрира и на социјалните мрежи, бидејќи таму ве има. Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Поздрав до вас како водители и поздрав до вашата телевизија и пошироко до гледачите. Благодарам. Вака, познавајќи ја Бугарија, од ние како постара генерација, од време на комунизмот имаме многу да коментираме, меѓутоа многу добро знаеме кои се бугарите. За родбини дека имаме сите по некого. Не викаме дека немаме, не криеме. Што велат тие? Вака, да ви кажам, за време на бивша Југославија, ние како гости кога одеме кај нив, не јас, меѓутоа мојот покоен татко и мојата покојна мајка, јас сум од постарата генерација, кај нив мора да се пријават гостите и нас не сметаа како да не се изразам, ајде да не бидам несоодветни државата. Од време тие биле кон нас такви како што се до овој момент. Како да се подобрат односите? Како да се подобрат? Да, според вас. Знаете како да се подобрат? Ајде. Подобрување со нив само помалце контакт. Сега во овој момент нашата држава треба да ги заборави партиските интереси, треба да работи во интерес на Република Македонија. И затоа треба да се соберат сите да најдат заеднички јазик и да поставиме ние црвена линија. Зашто ние сме во овој момент од нив поисфорсирани од Европска Унија. Имаме поголема предност, не треба да дозволиме ние сега да имаме никакви политички дуели со нив, а историските работи воопшто не треба да ги чепкаме и да не говориме. Се додека не добиеме датум за влез во вратата на ЕУ. Јас совет имаат, ако имаат слух од нас граѓаните, тој е советот. Никако зборење. После датумот за ЕУ, тогаш да се влезат за историските работи да се говорат. А иначе да не се избрза, затоа што бугарите во овој момент се сметаат дека се повисоки, зашто се тие во ЕУ и не подценуваат од она што во старото време што сакаат да ни се реваншираат на нас. Така, секогаш внимавајте на тајмерот, 120 секунди е времето за секој гледач. Имаме го време додека очекуваме уште еден гледач на тема како да ги подобриме односите со Бугарија. Еве, дали имаме коментар? Може да се префрлиме на социјалните мрежи, односно на Facebook, ако може реши да пуштат. Имаме коментар од Игор Јанковски. Коментарот за денешната тема гласи: Здраво, поздрав од Игор. Јас сметам дека треба пред се да градиме мост на поразумење не само со Бугарија, туку и со останатите соседи. Да се изгради меѓусебна доверба, гледање координата и соработка во секој поле и да престанеме да гледаме на историјата како пречка на меѓусебни добрососедски односи, туку да се изнајде решение и да изградиме меѓусебна соработка. Поздрав и убав вечер. Поздрав и до Игор, а сега веќе и добро вечер за следниот гледач. Ајде, добро вечер. Ало, добро вечер. Во програма сте. Повелете. Видите, ние не знаеме како да ги подобриме односите со Бугарија. Тоа го знае Заев. Нели он со Бојко Борисов беа брача?
А според вас сега како би се подобриле бидејќи победија, нели продолжуваме со промените? Према мене Зоран Заев ќе каже се. Ама оставете тоа, нас не интересира ваше мислење. Така рече. А Српски вие? јазик. Према тоа, нема што да како? се чудиме. Ќе прифатиме дека сме бугари, ќе прифатиме дека е бугарски јазик думаме. Према тоа, нема што тука. Тоа Зоран Заев све договори. Само се чека времето кога е погодно да се подпише. И че Македонија ќе добие датум за преговори. Он го се обе, каква Македонија? Важно е македонизмот да го снема и македонецот да го снема. Имате пријатели и роднини во Бугарија, да прашаме дали што велат тие, не ви за втората подтема? За како се подобрат односите? Не бе разбрав. Дали имате можеби роднини, пријатели во Бугарија, што велат тие, таа ни е втора актуелна тема? Немам ништо. Ја во Бугарија не одам. Не одам во Бугарија. Добро, имате уште 39 секунди, што би сакале како завршница да додадете? Македонија ќе биде клекнете на колена, ќе и биде скршена кичмата, Зоран Заев се договорил, се обечал и тоа ќе го оствари. Он за тоа беше и доведен од американците за премиер. Дворит, благодарам за вашето учество. А секако во продолжение ќе одиме со уште една интересна изјава. Станува збор за тоа што во утринска на Телма, во рубриката Да си кажеме, гостин беше бугарскиот политички аналитичар Владимир Владимиров. Линкот со целото интервју секако може да го најдете и на Facebook на нашата страна Црвена линија или пак целосно да го погледнете на YouTube каналот на Утринска на Телма. А колегата Петревски праша дали ќе се развие инфраструктурата меѓу нашите држави во транспортот, како што ветија Петков и Василев. А еве го и одговорот. Аз мисля, че те са искрени в своите намерения. Това, което може би хората в Македония не знаят, че господин Петков и господин Василев са изключително успешни бизнесмени преди да се занимават с политика. Тоест, това са едни богати хора, които влизат в политиката от позицията на сериозен бизнес, на сериозен опит. Така че всичко, което те споменават и казват по отношение на икономиката, трябва да бъде взимано много сериозно като техни намерения. И да, аз съм, между другото, автора на идеята, която циркулира в българското общество, че трябва да имаме автомагистрала, автопът между София и Скопие и той да се казва Гоце Делчев. Тоест, мисля, че никой нито в България, нито в Македония би имал против да пътуваме час и половина между София и Скопие, а не както сега 4-5 часа. И тогава да наречеме магистралата Гоце Делчев. Въпросът за авиовръзката между двете държави е, разбира се, належащ и много смислен, тъй като Софийското летище е едно от големите летища в Македония и всъщност гражданите на Македония могат да го използват като хъб и за други дестинации. Така че абсолютно много добра идея и аз смятам, че ще се работи по въпроса за връзките между двете държави, транспортните връзки. А сега ви ќе не јавува дека имаме гледач во Црвена линија. 120 секунди, исполнете ги со ваши предлози, идеи како можеме да ги подобриме односите со Бугарија. Добро вечер и убава вечер. Вам и на вашата екипа. Вака, па дипломатски треба. Јас имам тамо баба, на татко ми, тетка, на мајка му, сестра. Имам братучетка тамо, исто. Треба дипломатски, а не само дрн, и тоа е толку. Треба малку факма да бидеш за се, а не Заев, ќе го гушкам, ама од устата лепчето ќе ми го земе. Не е така. Треба онака машки, да биде достоен премиер, а не само да биде лајач.
Без наведливи зборови, продолжете понатаму и ви имате велите роднини што велат тие, па и пријателите. Тие велат вака, ние ке живееме, ама ние треба да снимаме заеднички споразум, заедно да делиме се. Ама нема се да делам ја со неја, да бидам ја бугарка со неја, она е станала бугарка, а ја не. Тамо нив не ги рачунаат македонци, тамо ги рачунаат бугарини. Зошто они бараат бугарите тука да најдат бугари да се пишаат дека се бугари, а ние не можеме нашите не вика Бртучевска, ни ја не смеам да кажам дека сум македонка. Така ли се прави? Не може така. Треба да се најде заеднички. Колку има бугари во Македонија, толку има македонци во Бугарија. Тоа е работата се, Керко. А не само Заев ке се гушкам, ке го бацам, ама од уцата лепчето ке ми го земе. Тоа не е ништо од тоа. Извинете, само тоа си играме играчки со нас, а они сакаат да не побугарат. Нема. Уште 10 секунди. Со дипломатски, ама нема ние, немаме такви луѓе. Ние сме шалабајзери. Толку ви благодарам, извини ако сгрешив. Благодарам за вашето учество во Црвена линија. И одиме понатаму, еве колку за посетување, значи во Бугарија, по Бидија продолжуваме со промените. Она што внесува позитивни сигнали е секако изјавата и на Кирил Петков. Секако, сега мислам дека и време за... Сега е малце се одмориме со реклами. Па ќе продолжиме и ве очекуваме секако вас со ваши ставови. Така е. И веќе во вториот дел од Црвена линија очекуваме ваши јавувања и секако ваш став. Овој пат е лично мислење како да се подобрат односите со соседна Бугарија. Кој е решението? Да. И го имаме веќе и гледачот. И добро вечер. Здраво, здраво. Добро вечер, Македонија. Како сте? Добро вечер, како сте? Слава на Бога, добро и ви како сте? Одлично. Добри. Според вас лично, како да се подобрат односите? Па логички е двајца луѓе или два народи да имат добра комуникација и соработка да бидат луѓе, да се човечат. Тоа е решението. Со почитување едни кон други. Ако така јас сум имал така некоја препирка со бугари тука на Facebook и јас секогаш им споделувам видео од YouTube каде пишува Светиот апостол Павле имаше видение, нели, цитат од Библијата, нели, од Новиот Завет каде му се јави македонец и му рече дојди во Македонија. Тоа е најголем доказ дека најстара цивилизација на овој македонски полуостров сме ние македонците. И која е таа човечност, цивилизираност некој да негира Македонија македонци во 21 век? Тој што негира Македонија македонци, сам се прави себе си фашист. Кога негираш некој народ, тоа само бидеш да си богохулник, а Бог дал Македонија македонци пред таму неколку илјади години за некој... Така, според вас лично што да се направи? Кој е решението? Значи, пред се во наша Македонија некако македонци да се помакедончиме, Македонија, да се пее на секаде на македонски, да видиме достоинствени како македонци. И така утре другите повеќе ќе не почитуваат. Ако ние самите се негираме, ако забрануваме да си пееме на македонски, туѓа музика слушаме, а ја фрламе наша македонска музика, а бугарите си ја присвојуваат, пошто ние на булиште сме ја фрлиле и другите наши македонски работи, тогаш не се криви бугарите. Ако ние ще го фрламе, а вреди наше македонско, тие си го земат, не се криви. Ние сме го фрлиле. Дато достоинствени македонци, соработка со наши македонци од цела етничка Македонија и така да се помакедончиме ние и така ќе да почуват народ кој сам се негира, другите бетер го негираат. Благодарам за вашето учество во Црвена линија. Дали може би имаме нови коментари на Facebook? Да, баш сега тоа го гледам, ако може да пуштиме за нашите гледачи да видат. Имаме коментар од Слободанка Тупузовска, а гласи: бугарите се луѓе кои никогаш не се задоволни. Така да што и да исполниме, тие секогаш ќе бидат незадоволни. И се ќе бараат до бескрај. Од искуство ви кажам, поздрав од двајцата, позитивни бидете ми.
А кога сме кај социјалните мрежи и Facebook, само да подсетиме дека месец ноември се уште трае. Ние како Црвена линија не сме заборавиле за конкурсот најубав мустак, најубав брк, бидејќи ноември месец е сепак месец на машкото здравје. А овие следни 120 секунди се за следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Здраво, здраво. Добро вечер. Како сте? Ајде, убаво, среќно. Тоа е битно. Прв пат кај вас. Машала. Повелете според вас лично како да се подобрат односите? Јавам од убавата населба Пинтија, кај Охис. Добро ни сајавте. Според вас како да се подобрат односите со Бугарија? Само на рамноправно. Од декларацијата донесена у парламентот, сите партии, пазете. Значи, сите нема измрдување ни еден збор. Ако мрдне заед, мислам најубаво да си напушти од парламентот, да предаде нова власт, новата победи на локалните, зашто он ќе биде најомразената личност, ако продолжи вака со сила. А еве според вас што треба да се направи? Треба рамноправно, што викам, декларацијата, нема попуштање. А во однос на транспортните врски? Денеска читате на Фейсбук. Македонците го задржаа, значи, својот јазик, да не попуштаат, зашто 500 години, вика, не го изгубија ни името, ни јазикот од турците. Значи, подршки имаме дури од Ердоган. И јас ви, ако сака заед да биде најомразената личност, нака продолжи, еден збор да попушти, ќе видите, нема да го собира ни Македонија. А дали имате можеби роднини пријатели во Бугарија што ви Не, јас сум спортист, сум идел стално. Јас сум спортист, сум одел стално у Бугарија. Само одма самите бугари, вика имате македонец, братко, вика тука. Сте дружеле, спортист, значи јас сум од корењето. Бивши репрезентативец, значи така сме се дружеле тоа нешто чудо, али раководството не им чини. Народот, свака част. И стекоа 120 секунди. Тина, јас сега сакам нашите гледачи ги подсетам за на почетокот месецот ноември, како што знаете, ноември е месец на машкото здравје. Ние предложивме конкурс, односно предизвик за нашите верни гледачи на нашата социјална мрежа на Facebook. Тој гласеше мовембер расположение, да ни пратите ваша слика со ваш спремен среден брк и секако ќе трае до цел ноември ќе трае овој конкурс, победникот ќе добие убава награда и пред тоа сакам само да кажам, моментално имаме 3 фотки, од кои се Слободанка, Ели и Петар, но имаме и нов од Сашко, како што гледате Сашко моментално води со 5 коментари. Ја вас ќе ве охрабрам, ваши слики ја ставите, да не му дозволите на Сашко да победи, бидејќи ја мислам дека вашите бркови може каде подобри да испанат и да освојат таа награда. Не му дозволите на Сашко да освои. Најверојатно може би Тео ќе освои, бидејќи во живот цел месец символично нели навива за машката популација посилниот род. А ние секако навиваме за вашите јавувања и за вашите ставови. Велам уште еднаш добро вечер. Дали се слушаме? Здраво, здраво. Добро вечер, да. Повелете 120 секунди според вас како да се подобрат односите со Бугарија. Добро вечер, да, се слушаме. Да, намалете го тонот на ТВ приемникот. Вие сте во програма. Се слушаме? Односите со Бугарија ни се многу добри, нема потреба да се подобруваат. Добро. Дали се слушаме? Ало? Да, повелете. Односите со Бугарија ни се добри, да се подобруваат. Добро. Ве слушам, убаво. Само комисијата за историски прашања да се повлече, нема што да преговараме ние за историјата. Историјата е испишана. Историјата е испишана така да немаме потреба ние да преговараме за историски прашања. Сите учевме историјата, сите знаеме историјата, така да немаме потреба ништо од таа смисла да се преговарат. Затоа, моје мислење дека таа комисија за историски прашања треба да се повлече, да не преговара, а да формираат комисии за економски план,
за економска соработка со Бугарија, за подобрување на патната инфраструктура со Бугарија. Тие работи се многу повредни од таа комисија што преговарат за историски работи со Бугарија. Тоа е така моје мислење. Роднини пријатели во Бугарија што велат тие? Молам? Роднини пријатели во Бугарија дали имате? Еве втората по тема. Немаме, значи роднини пријатели во Бугарија немаме. И така да немам никакво, значи тоа има, значи луѓе што имаат роднини, затоа што еден дел од Македонија 911 е отстапен на Бугарија. И така да останале само македонци кои најверојатно сигурно имаат некои фамилиарни врски меѓу сегашниот дел на Република Македонија и тој дел тогаш Европа си го доделила на Бугарија. Така да тие не може да се порекнат или да се одрекнат работи што тие останале еден дел од македонците на таа територија кои биле, значи, тесно поврзани со македонците што останале на другава страна во сегашниот дел на Македонија. Благодарам за вашето јавување и ова веќе Тео беше последниот гледач. Времето на црвена линија за денес истече, но сепак ќе ве подготвиме и за утре. Главна тема е дека поскапува се. Дали ќе може да ја наполните потрошувачката кошничка? Тоа е она што очекуваме да го слушнеме од вас. И секако уште една актуелна тема. Нашата подтема, односно актуелна, ќе ни биде колку трошите на јадење и што највеќе ве погодува. И по црвена линија се разбира ве препуштаме на највкусните минути на ТВ програмата на Телма, а тоа е минутите поминати со Маја и готвиме со Маја. Довидување. Чао, чао.